Додека политичарите и екологистите притискаат, а купувачите се мислат и премислуваат, стручњаците за моторната техника се едногласни. Со иднината ќе владеат електричните возила. За да се свати нивното тврдење, вистината мора да се погледне низ целата нејзина широчина, базирана на научните факти. А тие велат дека енергетската ефикасност на класичните возила е премногу ниска, само мал процент од енергијата содржана во горивата се користи за задвижување. Во најдобар случај, тоа изнесува до 30% кај бензинците и можеби за 10% повеќе кај дизелите, но во реалноста овие бројки се уште помали. Околу 40% од енергијата се губи низ продуктите на согорувањето, додека дополнителни 30% се одведуваат со системот за ладење. Мал дел од енергијата се троши и во трансмисијата за совладување на механичките отпори. Сето споменато го нема кај електричните возила, кај кои енергијата главно се губи при полнење и празнење на батериите. Дел троши и топлинскиот менаџмент на погонскиот систем, додека загубите при движење, односно отпорите на воздух и тркалање се скоро исти кај двата типа возила. На крај се сведува дека енергетската ефикасност кај електричните автомобили може да се искачи и преку 80%. Треба да се споменат и системите за рекуперација на енергијата, која не се ексклузивитет само на електричните возила, туку ги имаат и хибридите. Сепак, за сликата да биде комплетна, мора да се знае од каде доаѓа струјата. Дали од термоцентралите кои имаат ниска енергетска ефикасност, од сонцето или ветер, или пак од нуклеарни централи. Кај возилата со мотори со внатрешно согорување не треба да се игнорира ниту самиот процес на добивањето гориво, од црпењето на нафта во наоѓалиштата преку рафинериите, се до транспортот до бензинските пумпи. Заради сето ова, практично е невозможно прецизно да се одреди колкав процент од енергијата навистина се губи, но во секој случај разликата е огромна.